Фудбалерите на Тетекс ја забележа првата победа во подготвителниот период, откако на теренот на спортскиот центар во Тетово го совладаа прволигашот Скопје со 4:3. Тетовскиот второлигаш одигра одличен надпревар и комплетно го надигра поискусниот и подобро рангиран противник. Дамјан Масевски два пати стрелаше прецизно, додека по еден гол постигнаа Владимир Жоглев и Стефан Богдановски. Ова за Тетекс беше втор надпревар во рамки на подготовките за продолжението од сезоната во втората македонска фудбалска лига Запад, откако претходно загуби со 4:1 од Беса во надпревар на кој шанса за настап добија голем број на фудбалери кои беа на пробен период во редовите на Тетекс. Можеме да кажеме дека одигравме добар надпревар со екипата на Скопје кој во последно време добри односи и секогаш ги играме тие надпревари. Сакаме да провериме со екипи од прва лига како стоиме и од денешниот надпревар сме задоволни. Резултатот 4:3, интересен надпревар, можете и вие да го погледате. Добро е што играме за гол повеќе, меѓутоа треба некои ситни работи во играта кои што се случуваат. Грешки индивидуални се поправат, меѓутоа се уште се наоѓаме во тренажен процес каде што ногите се тешки, не слушаат. Одиме по правилен пат, задоволни сме, иако на првиот надпревар загубивме, како што кажав, тоа што го бараме, го правиме, но има време до надпреварот и ќе биде од надпревар во надпревар подобро. Што се однесува до новите играчи, мислам дека ги оправдуваат очекувањата, добро се вклопија и го потврдуваат кроз овие надпревари. Жоглев со гол, Агон со асистенција, Стефан со гол и мислам дека тоа што го доведовме како засилување дека е вистинското, но пак ја напоменам, ова се пријателски надпревари, вистинското лице Тетекс го види во првенството, каде што очекувам да останеме на четвртата и да атакуваме дури на третата позиција. Останува точно 25 дена до почетокот на првенството. Како ќе се подготвувате во продолжение и дали ќе бидат доведени нови фудбалери со оглед на тоа што кажавте дека сте задоволни од постојниот играчки кадар и од засилувањата? Па сега за сега можност постои за уште еден среден играч, но ќе видиме. Се надам дека тука го затвараме кругот и веќе тие 25 дена се потребни да се воигра тимот. Не можам да кажам дека ќе ги избереме првите 11 затоа што имаме квалитети за 15, 16. Имаме млади играчи Саревски, значи денеска одигра надпревар кој што во ниту еден момент ме покажа дека е млад фудбалер. Можам да кажам дека е одличен фудбалер, перспектива на Тетекс и радува тоа што школата на Тетекс ги дава тие таленти и се надам дека тој тренд ќе продолжи. Мислам дека е затворен кругот, сега ќе почнеме на воигрување и да биде екипата спремна за првиот надпревар, тоа е надпреварот со Кораб. Еден од најдобрите на теренот, а сигурно најдобар во второто полувреме беше младиот 17 годишен фудбалер на Тетекс Никола Сарески, кој потекнува од фудбалската академија на клубот. Јас сум задоволен од себе, добро изиграв, дадовме све од себе, затоа и победивме, резултатот кажува. Задоволен сум од соиграчите, ваќе да продолжиме и ќе биде све уред, ќе биде топ. Екипата на Тетекс следниот контролен надпревар ќе го одигра во среда, кога во Штип ќе се сретне со второлигашот од источната група, екипата на Пехчево.